Воведувањето на вонредната состојба, ограничувањето на движењето, затворањето на поголем број продавници и потребата од самоизолација придонесоа потрошувачите да ги сменат своите навики и повеќе да се ориентираат кон онлайн купувањето. На онлайн пазарот во земјава изминатиот период се појавија голем број на интернет продавници кои што буквално нудат се и се што. Од техника до гардероба, во некои случаи дури и производи за кои што велат дека го подобруваат здравјето на граѓаните. И додека некои честно си го заработуваат левот на овие платформи, но и согласно законските регулативи, други се обидоа да ја заобиколат државата навлегувајќи во сивата економија, при тоа нудејќи многу брендови по неверојатно ниски цени. Но дали навистина го продаваат тоа што го нудат на своите каталози и дали нарачаната роба стигнува до крајниот производ, до крајниот корисник? Бројни се реакциите на измамени граѓани кои велат дека пратката која што ја добиле не соодветствувала со нарачката, била расипана, но кога се обиделе да ја вратат до продавачот, наишле на затворени врати. Во немојте да се изборат за своите права, своите случаи ги споделуваат на социјалните мрежи и зборуваат за своето искуство. На оваа тема во продолжение разговараме со претседателот на Организацијата на потрошувачи Маријана Лончар и директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симевска-Димовска. Маријана, добро утро. Добро утро. Стигаат ли до вас пријави од граѓани кои се измамени при онлайн продажба? Да, имаме многу пријави од граѓани кои што се измамени баш од онлайн продажба, меѓутоа на Facebook страница. Преку Facebook, се извинувам. Не на легалните продавници кои што се регистрирани, да речеме, или во централен регистар или се на некоја платформа која што е безбедна, туку преку Facebook продажбата. Така, што најчесто пријавуваат кај вас потрошувачите? Па тие се јавуваат да кажат дека имале купено преку Facebook, дека личело на продавница, дека купиле нутри булета, ајде да кажам, или некој друг таков производ, каде што кога ќе ги прашате дали имаше и фискална сметка, се разбира нема, пакетот е донесен по пошта на врата, платено е таму, и потоа кога виделе, да речеме, дека од производот, од два производи кои ги купиле многу ефтино, некој 1200 денари еден и другиот исто 1200, востановиле дека едниот не функционира, не може да го вратат и што да правиме сега. Значи не можат да искомуницираат со бројот на телефон, не постои кој што е оставен, лицето не се јавува, таму што мисла дека е продавницата и едноставно не може да го вратат. Во таков случај ние сепак реагираме до пазарен инспекторат и Министерството за внатрешни работи сепак има сајбер криминал одделение кое што сепак треба да знаат колку вакви потрошувачи се јавуваат годишно. Те може да се јави кај нас, а да не се јави кај нив, да не се јави во државен пазарен инспекторат, па водиме сметка, значи грижа за тој сегмент. Дадов еден пример само од текстилни производи, како што спомнавте вие, нели, познати брендови ќе ги купат на тој начин. Некои се задоволни ни кажуваат на колешките или на некогаш и мене, нели се слушаме, дека стварно се задоволни 3-4 пати купиле, меѓутоа тие вообичаено гледаат дека продажбата преку Facebook постои подолг период и критиките или пофалбите таму се добри и заради тоа тие немаат проблем. Меѓутоа кога ќе одат на некоја друга страна и купат, не може да ги најдат тие продавачи кои што на дивон или нелегално продаваат и кога сакаат да ги прометат не може да ги најдат и не може да направат рекламација, тука ни пазарна не може да помогне. Каква е соработката на релација Организација за потрошувачи, Државен пазарен инспекторат, Министерство за внатрешни работи? Па видете, ние најчесто одиме до Државниот пазарен инспекторат, они ако имаат некаква трага, секако дека може да го најдат продавачот, условно речено продавачот, што продава преку Facebook, а го нема потоа, значи си го менува, нели, си менува друг домен, си става друго име на Facebook и така натаму. Сепак не може да му влезат тие во трагата и тогаш веројатно се вклучува Министерството за внатрешни работи. Дури еднаш одевме преку обвинителство, нели, на тој начин, но серверот и продажбата целосно беше во Бугарија, доменот регистриран. Иако сето ви се одвива на македонски јазик, значи имате на македонски јазик, вие мислите дека фирмата е тука во Македонија, многу е
успешно направено, се работи за измама едноставно со продажбата преку Facebook, каде што немате формулар за откажување во рок од 14 дена, каде што имате само еден телефон, каде што не можете да проверите кој тоа го продава, а личи на фирма која има Facebook. Позната ни е максимата дека потрошувачот е секогаш во право. Но сега тука се поставува прашањето дали во земјава има регулација која што може да интервенира при вакви случувања во онлайн секторот? Треба да се контролира мрежата, треба да се контролираат комуникациите со граѓаните. Знаете, секогаш е тоа малце, нели, не може да биде и неусмесно, може да навлегувате во некоја приватност. Меѓутоа, сепак ако има вакви поплаки, прво да апелираме да не купуваат преку Facebook доколку не се сигурни дека тоа е продавница која постои, која е таблирана и која функционира подолго време, односно дека се продава преку Facebook нешто што навистина можете да утре да го замените и да не ви е точно или да ви ги вратат средствата во рок од 14 дена без да ве прашаат или слично како што имаме искуство со онлайн купувањето кај легалните трговци кои што си имаат и онлайн, нели, продажба. Тука е најважното. Како ќе се реагира после, ние не можеме да предвидиме. Некогаш може би да го најдат. Ни кажуваат дека го нашли и едва и се договориле да биде вратен производот. Некогаш се работи за некои за нечиски дејности, луѓето сакаат да додадат од тие за нечиски производи, меѓутоа немаат начин како да постигнат. Тогаш најубаво е да се направи платформа, нели? Нешто да се легализира, значи да не навлегуваме стално во таа сива економија, че да се легализира таа продажба. Ако е нели масовна. Инаку имаме доста оштетени граѓани, да. Ова прашање го поставив затоа што еве од мое лично искуство кога станува збор за интернет продажба, да речеме на AliExpress или на некоја од другите платформи, тие во овој дел се доста коректни, дури доколку задоцнат со испорака во загарантираниот рок и ја враќаат наплатената сума за производот и покрај тоа што можеби производот по известно време ќе стигне до корисникот. Затоа реков, платформите за продажба се сигурни како AliExpress, па eBay или слично. Вие имате Amazon, ако можат нашите да купуваат. Не, тоа се платформи, не леви групер, таму знаат кои се јавуваат, може таму да има проблеми, така? Меѓутоа се воспоставува еден систем на продажба кој што е во согласно со европското право, директивата, нели, чувачи каде што тие одредби за продажба на далечина кај договорот, нели, за продажба на далечина, е воспоставен систем и таму е воспоставен, имате 14 дена рок во кој вие можете да се откажете, нели, или да укажете на недостатоци и да ви биде вратен друг производ, односно овој да го вратите назад, друг да ви биде доставен. И тука има одредени, ќе најдете недостатоци, ќе враќате, ама има систем, постои платформа, постои начин. Овде немате систем, овде едноставно дива продажба, не може да се врати назад. Прво и основно и некогаш и небезбедно. Зошто? Заради тоа што не знаете што содржи производот, какви состојки има тој производ што го купуваат. Ако се работи за некоја крема направена и продажба преку Facebook или некој си крем за реуматски заболувања, па до да не зборувам за некој си таблети кои што лечат од разни болести, и тоа не само што е измамна продажба. Туку е и веќе треба и да се затворат таквите поп-ап, нели, оние што ни излегуваат реклами, секде кај да читаме. Значи, тука треба да имаме поголемо влијание, можеби, нели, од страна на државата, меѓутоа порталите не се контролираат така, нити од АВРМУ, нити на друг начин. Тука не можеме да навлеземе, нели, во ние како организација, освен со апелирање на потрошувачите. Како може да ги банираат и забранат таквите пораки, кои што се продажба на некој начин делум на онлайн продажба, зашто нема организиран систем и платформа, туку ви ги носат на врата. Маријана, јас ти благодарам за ова вклучување во денешниот утрински брифинг. Продолжуваме со разговорот на втората телефонска линија. Треба да имаме директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска-Димовска. Анета, доколку се слушаме, добро утро. Добро утро. Колку пријави од граѓани до вас пристигнале токму за ваквиот проблем интернет измами? Па вака, значи, во текот на 2020 година, кога започна да е во тренд електронското купување, пристигнати се по електронски пат само, околу 80 на пријави од граѓани.
додека оваа година бројката е значително поголема, така да до овој момент над 120 пријави се пристигнати од граѓани, само по електронски пат. Дополнително имаме пријави од граѓани и директно во оделенијата низ целата држава, каде што има државниот пазарен инспекторат оделенија, каде што и директно и таму се обраќаат со писмени представки граѓаните за проблемите кои што ги имаат при електронското купување. Анета, еве пред малку разговаравме и со претседателката на Организацијата на потрошувачи, таа вели дека сите пријави и представки кои стигаат до нив ги испраќаат до вас. Како вие постапувате по овие пријави? Да, така. По однос на пријавите кои што ги има до кај нас, без разлика на кој начин и од кој се поднесени, дали се тоа граѓани или Организацијата на потрошувачи, каде што и граѓаните се обраќаат, ние постапуваме согласно законот кој што и е регулирана електронската трговија, тоа е законот за трговија и законот за заштита на потрошувачите. Меѓутоа морам да признам овде дека сме и ограничени согласно постоечката законска регулатива по однос на нашето постапување и за жал не можеме да им помогнеме на граѓаните во одредени случаеви кога по плаката се работи за одреден производ кој што има на некаков недостаток или доколку за производот кој што го купиле не е соодветен на она што тие на она што било понудено или за тие што очекувале да го имаат, бидејќи во најголем број случаеви кон пријавата за недостаток на производот или што ја имаат граѓаните, не се приложува фискална сметка. За да ние постапиме по овој основ, потребно е да граѓаните, односно купувачите, приложат фискална сметка, а за производите кои имаат рокови за гаранција и гарантен лист или друг документ кој го заменува. Купувачите, како што реков, најчесто ги немаат овие документи и ние по основ на тоа не можеме и да постапиме. Велите, фискална сметка е основ за да постапувате. Нели електронската трансакција е некаков доказ? Значи добивате увид на тоа, особено банките имаат таа информација, од која сметка на која сметка се префрлаат парите. Можете на тој начин да констатирате купо-продажба? Да, во тој доколку има електронско плаќање, тогаш во ред, тогаш може да се постапи. Јас зборувам во ситуација доколку не биде приложен никаков документ за наплата. При електронско наплаќање трговецот е должен да му издаде и фактура на купувачот. Меѓутоа, јас во овој момент зборував за ситуација кога на купувачот не му е издаден кога купувањето е извршено во готово, а најчесто се врши така. Меѓутоа, доколку има извршено електронско плаќање преку електронска трансакција од трансакцијата на купувачот на трансакцијата на продавачот, во тој случај има услов или има можност за да се постапува. Колку вакви случаи имате решено досега? Какви се казните, бидејќи зборуваме за сива економија, а борбата против сивата економија е приоритет на државата, барем од она што можеме да го слушнеме во јавноста? Како што кажав, тоа се представки кои што се од различен тип и различно се постапува. Во моментов немам точна бројка по колку точно се решени во корист на купувачите, меѓутоа ви кажав доколку немаме услови за постапување, ние и не постапуваме доколку не се приложат документите, меѓутоа доколку имаме соодветни документи приложено, во тој случај се води постапка и секогаш се решаваат најчесто во корист на купувачите доколку има приложено соодветен документ. Казните се различни во зависност од тоа за каков тип на трговец се работи. Обично тоа се мали или микротрговци
и така да се движат некаде зависно од видот на прекршокот, некогаш тоа доколку се работи за замена на производ и истото тие прекршоци се предвидени и со Законот за заштита на потрошувачи, така да казните се различни за различен тип на прекршок. И се движат, како што реков, некаде до 1000 евра за малите трговци, меѓутоа за останатите се прекршоците се поголеми, се предвидени согласно Законот за прекршоци и се предвидени согласно точно за видот на прекршокот кој е направен. А што е со оние платформи за кои што велиме дека се лажни или фейк? Лесно ли ги лоцирате? Кој стои позади нив? Како што реков, значи ние немаме можност за детектирање на тие платформи, односно за контрола. Тоа секако доколку имаме утврдено дека се работи за лажен трговец, кој што имаме информации дека постојано го менуваат дури името, доменот и така натаму, единствена можност и ние на таков начин постапуваме е да пријавиме во Министерството за внатрешни работи во секторот за компјутерска измама, каде што тие имаат надлежност за постапување. Единствена надлежност за наше постапување во моментов согласно постоечката законска регулатива е доколку имаме регистриран деловен објект, односно регистрирано седиште на фирмата и таму имаме законска можност да постапиме. Меѓутоа, во најголем број случаеви во државата, значи во моментов се продаваат производи преку социјалните мрежи, а не преку регистрирани онлайн продавници и заради тоа нашето постапување е многу отежнато. Јас сакам овдека во ова прилика да истакнам една иницијатива или една многу добра работа која што организацијата на АЕТМ значи ја направи, а тоа е направи една платформа во која што се ставени сите онлайн продавници, односно регистрирани трговци во државата, кои што од каде што можат граѓаните да се информираат дали се работи за легална продавница, односно продавница онлайн која што е регистрирана и согласно која што можат безбедно да купуваат и да проверат или да нарачаат производи од регистрирана продавница, по која што после тоа, доколку има било какви проблеми по однос на производот, Државниот пазарен инспекторат може соодветно да излезе во пресвет, односно да помогне. Алета, ти благодарам за учеството во овој дел од утринскиот брифинг.